гледачи, добро вечер. Поздрав од цялата во градскиот парк во Скопје. Треба да започне големото финале на Купот на Македонија во кошарка. Посвечената ложа е председателот на програмирање на Македонија, Тито Петковски. Се е очекување на големото финале. Сака некако својата тренерска кариера да заврши со драгоцениот пекар со Купот на Македонија, кој НЗТ Скопје толку желно го посакува во своите витрини. Но и младиот тренер Марин Докузовски на Гојово Работнички исто така со толку желба на ова финале и татаму тие не представуваат со вулгарности. Така да е единствениот речник во нивниот јазик вулгарноста. Несување и на навивачите на едната и на другата екипа, потекот на целиот надпревар, нивни лични пресметки што немаат врска апсолутно со кошарката. Се врати во игра Владичевски. Во негово отсутство Гојово Работнички успеа да стигне на негатива од еден кош. А до ова сето доаѓа енергично со нашите спортски организации. Многу толерант према 58. Во магла се игра завршницата од финалето на Купот. Посилена е лична грешка на Владко Владичевски, колку што можам да видам на тој дел од теренот, каде што се одвива на преварот. Едноставно една непрозирен пласт од шап. Успева Јовановски, уште 46 секунди до крајот на финалето. 69 према 64, топка отстрана и тоа е крај. НЗТ Скопје победник на Купот на Македонија. Сосема заслужено во преградка полета кошаркарите на НЗТ Скопје прв пат ја почувствува сласта на триумфот во најмасовното наше кошаркарско натпреварување. Апсолутно заслужено. Во финале во кој што во второто полувреме НЗТ Скопје беше подобра екипа, успеа многу брзо да ги анулира оние 8 боени предност на кошаркарите на Гојово Работнички кои доминираа во првиот дел и сосема заслужено кристално чисто стигна до драгоцениот пекар, кој што помалку откако ќе бидат поставени овие две конструкции, скали по кои што ќе се качат кошаркарите на едната и на другата екипа, да бидат врачени медалите од председателот на главата со радоста на кошаркарите на НЗТ Скопје и со тагата на Гојово Работнички. НЗТ Скопје во второто финале успеа да го освои првиот Куп на Македонија. Гојово Работнички 2 години поред е домакин во оваа иста сала, но не успеа. Лани во полуфиналето мора со НЗТ еве сега вечерва во финалето. Честитки заслужуваат кошаркарите на НЗТ Скопје кои стигнаа до првиот трофеј во годинашната сезона. Има многу слабости, смена на тренери, на играчи, но ете кога е најпотребно успеа да се мотивираат, да се концентрираат и против големиот фаворит, против големиот конкурент, против градскиот ривал, кошаркарите на НЗТ Скопје. А таму долу на паркетот е колегата Зоран Поповски, кој што ќе се обиде да стигне до славениците, до кошаркарите на НЗТ Скопје, па да ги чуеме нивните непоследни впечатоци. Палиме во овие ситуации. А не сам дека Работнички беше преамбицион, сакаше со неработа, да добие овој текот, не може да се работи, да се мисли за клубот, да се ја
zapomnjena istorija i treba da pokaže na teren, a ne van teren da pravi rezultat. Nije se ne bili satne ovijat 2,5 mjeseca koliko su tamo i pokaže publika, može ne da istorija da je sveti na kojem se bilo. I благодарам za ove ocenke, će se obideme da go čujeme i Тука си останатите членови на управниот одбор на кошаркарскиот клуб можеше да се пропистави. Ова се моменти за клубската историја на МЗТ Скопје. Ова се моменти за историјата на македонскиот спорт. Ете четвртото финале, драгоцениот пехар во рацете на кошаркарите од населбата Јане Сандански во